благодарност до Цивил за можноста прво за оние кои што не се знаеме, Никола Бабовски, председател на Демократски сојуз на властите од Македонија, значи можност еве и уште една етничка заедница да се представиме тука равноправно со сите други. Темата и она што вие го и во соопштенијето и тука што го дискутираме сите легитимни, веродостојни и признати избори. Значи, велам признати, треба самите ние да си ги признаеме тие избори, да кажеме да, тие беа фер, беа демократски, беа легитимни и пред се беа слободни. Во она што се случува денес и тој фамозен 5 јуни, изгледа дека одиме кон избори само ради избори. Колку да се зачува формат. Нам, на граѓаните на Република Македонија, не на партиите од позиција или од опозиција. Не ни требаат избори ради избори. Ни требаат избори кои што ќе донесат една легитимна власт, власт која што ќе може просперитетот на државата да и биде пред партискиот и личниот интерес и исто така, за да можеме да стигнеме до едни такви избори, овој несреќен датум, по мене несреќен, треба да се одложи. Се сложувам со колегата дека потребна е експертска концентрациона влада со мандат најмалку од 24 месеци или 2 години, како што рековте, во кој што период, она што пред малку и господинот Јанко Бачев и други тука го споменавме, пописот. Без релевантен попис вие не можете да чистите избирачки список. Тоа е нонсенс. Тоа е надвор од секоја една статистичка операција. А дека моментално ДИК не ја заврши работата по моја лична оценка, тоа е повеќе од сигурно. И што поскоро, еве нека биде ова еден јавен апел, еден јавен повик до ДИК да излези и да кажи што моментално се случува со чистењето, условно да речем, на избирачкиот список. Бидејќи, она што ние како податок го имаме од терен и она што вие сите тука го знаете, далеко е од реалноста и од правото на гласање и глас на секој еден граѓанин во Република Македонија. Втората работа, медиумите, ние помалите партии, кои што дел од нас се и вонпарламентарни, пристап до медиумите имаме нула. Значи, доколку успееме некаде нешто да гребниме, да ушќариме, тоа е наша среќа. А зошто да не, бидејќи и јас и вие сме обврзници даночни на Република Македонија. Значи мораме бар до јавниот сервис да го имаме истиот рамноправен пристап. И уште една работа која што би сакал да ја сугерирам, овие иницијативи за оцена дали Македонија е спремна за избор или не, за жал, нека не мислите другите, не би требало да остане само на Цивил. Ова е уште еден повик до целиот граѓански сектор да се вклучи во ова, бидејќи во она идна техничка влада која што ја споменав, премиерот не треба да доаѓа од партијата или партиите две кои што се моментално на власт. Треба да биде, по мој предлог, да биде произлезен од граѓанскиот сектор. Тогаш државата ќе се ослободи од цела оваа стега. Доколку во таа идна техничка влада би имало премиер од актуелната власт, пак ништо не добиваме. Ви благодарам на вниманието.